Ја, сите сте ми преку тасе, СДС и ефтова се, Белгари, иното гиши, сите Сашо Кевар. Како се вика тоа кога две даскалки од две различни школи, другарки, им е платено у скуп ресорт, како се вика тоа, да идат на одмор од нивните љубавници, кои што имаат фамилии, кои што овие ги праќаат да идат овие као предходница, као извидница. А овие док нивниве фамилии, нивниве жени со деца не ги однесат на некое друго место на одмор, сами нели за се олабават нивниве сопруги, а овие за тоа време да се префрлат кај овие љубавнициве нивни што им платиле у скупиот ресорт. И супер, ама овој ресортов кај што овие биле извидница, предходница, како се вика тоа, и да не се погодил тука некој си родител на ученикот, со фамилијата од нели класово, а што предава вама тамо. И така малце станало непријатно, маскирање, турање, брада, бркови се бајле, не се знае. Ние, мите, и причава се овака иде, и викам, добро викам, пичку матер, вика, шокирам, викам, зошто не е овако, дали таа, како се вика, викам, тоа поклон, мито или проституција? Маме мојвам, па викам, па не знам, викам, дали се ова, дали подлежи ова на пријава у институцијата кај што работи, или работат, со оглед на тоа дека не се прекршени етички, работните односи, значи, распусте, нема школа, нема тука сега, им платил некој одмор, тие дечковци или се појма немам, љубавници, појма немам што се. И викам, викам, мора нешто, викам, сепак знаеш, викам да се пријави бар кај директоров, дека, не знам, не си ни да стварно, вика и џабе, вика и да директорката им е другарка. Кај да пријава, вика, директорката им е прва другарка. Фак. Ние правиме муавет, зашто децава се отидени у курац. Луди, ова е све отидено у курац. Значи, ај сега, како да чистиш работа тука? Какви им предаваат или ни предаваат на нашите деца? Што да научат тие децата од нив? И се чудиме после зашто возов има излезено од шини, не е за чудење. Реално да, ништо не е прекршено, распустев, како да ви кажам. Сега, етичките кодекси, појма немам. Етиката што ја носи таа професија со себе, да бидеш даскал, одговорноста што ја носи, фак, да кркаш. Уствари, кој знае дали имаат сраме така, се погодиле родителиве на учеников, со учеников у истиот ресорт, али мислеле дека тоа нели нема да има македонци тamo, те се погодило да моје мат. Душко Радовиќ на времето кажа на многу добра работа. Вика, културата нема толку врска со образованието колку што има врска со воспитувањето. И нема, вика, културата толку врска, вика, со естетиката колку што има со моралните принципи. Вика, целта не е, вика, културата фестивали, песни, на културата, вика, како да направиш население, како да создадеш население кое што е на некој начин, ај така да кажам, високо морално. И го истакнува воспитувањето. Ај да кажеме, мисли на воспитувањето од дома. Ваквите багови, бубачки, фактички го подкопуваат системот. Наизглед зборам, у смисла на тоа дека немаат државни високи функции, наизглед се беззначени, но се директно вметнати или се вметнале во околина, во контекст кај што најмалку треба да им биде дозволено да имаат пристап.
И се чудите после зашто во школа од прво оделение децата гледаат кој носи оригинал Баленсиага, а на кого Баленсиагата му е од битпа закупена. И зашто се двојат според дубината на джебот на нивните родители. И после само се прашуваме зашто е тоа така. И што е најтрагично, таквите како вие, на кои што љубавниците или поименувам дечковците, пошто наводно не е битно да не искочи една плюс информација, ако кажам да не сватат луѓето. Тие што треба да си го кажат тоа. Што сакав да кажам? Значи, заборев што ми беше мислата anyway. Значи, ако тие што треба да ги научат на позитивен живот, на морални принципи, на вредности, на големи наративи, да бидат праведни вистините, да кажуваат вистината, да бидат милозливи или милосрдни, да имате чувство за емпатија, за солидарност. Тие кои што треба да бидат дел во тој синџир, да се воспите на таква младина, самите се тие такви како што се. Со сомнителни морални принципи, да не кажам со расипани морални принципи, расипани вредности, или изопачени, или искривоколчени, или изчашени, како сакате да земете од тоа. И најинтересното е тука, што знаете и сами, не се само вие две пример такви. Има многу уште, кои што се во образованието. Секојаш ки има, видите, јасно е дека проституцијата е најстариот занет на светот. Јасно е дека тоа секогаш го имало. Дали бил системот демократски или авторитарен, тоа секогаш го има и ќе го има. Отидете во најбруталниот, најзатворениот, најстрогиот систем, тие работи се пак присутни. На помалку таен или на повеќе таен начин. И од тоа нема спас. Ама, работата е како системот да даде на начин како да ги превенира ваквите појави, тоест ваквите личности, индивиди да не доаѓаат во сферата, поиманеам, на образованието, на воспитувањето, кај што треба да градат, да бидат дел во синџирот, кај што се градат нови личности, кај што се изградуваат луѓето. Човечните луѓе. Морално, со високи морални принципи, етички норми и така натаму и така натаму. Не се единствените. Знаете и сами дека ги има многу такви, за жал, кои што на некој начин со нивното поведение го рушат интегритетот и кредибилитетот на нивната професија, на нивните колеги, поточно колешки. Затоа што замислете една даскалка која што е се спротивно од оваа која што сега летува на некој тамо скуп ресорт некаде. Замислете дека они се колешки седат една покрај друга на наставнички колегиум. Кој кого го компромитира во случајот? Со самото тоа што седат една до друга на наставнички колегиум. Кој кого го компромитира? Дали ова, условно кажано, морално подобната, морално изградената, квалитетна, честна професорка може да ја исчисти оваа другава, или со самото присуство оваа вторава, која што летува сега у скап ресорт, ја компромитира со самото присуство и озрачува оваа прва. Нема да направи никојаш кон неа, но со самото тоа што некој
им е дозволено да седат една до друга, затоа што некој на оваа другава и дозволил да влезе во образовниот систем и некому да предава на деца непуналетни. Со самото тоа веќе е направена штета. Кривци, но виновници, невиновници може да се бараат колку сакате. Ама некаде во за време на нашата транзиција се случија многу работи, чии што последици ќе ги чувствуваме и денес, ќе се чувствуваат и утре и заутре. Не знам ни тоа како може да се среди, затоа што реално ти немаш никаков механизам, немаш причина зошто би, на кој начин би направил луфтирање, генералка, чистење на така, како ќе направиш тоа? Че отишла на одмор. Како? Подарок? И подарил другарие, поима немам. Anyway. Тоа ви е сликата генерално за Скопје и за Македонија. Значи, ние сме у суштина едно поднебје, една држава у која што има многу малограѓански менталитет, у кој што сите се колнат во Бога дека се поштени, а у суштина во реалноста е сосема важат други правила на игра, на друг начин се однесуваат всушност противно на се она што јавно тврде дека се во нивниот живот кој што е скриен за јавноста, они се однесуваат сосема спротивно на она што јавно се декларираат, поима немам дека ете така. Да, дека се и они фамилиарни, они имаат нели овако деца меца, но и тоа е голем проблем, мислам, да, со наше општество, таа лицемерно. Све е на прва топка, све е фино, се е убаво, сите се овака богобојажливи, сите се фамилиарни, сите се честни, поштени, нема крадачи, нема курви, нема никој за себе тоа нема да го каже. А се случува под радарот. Кога више правевме муавет за младината, зашто се случуваат некои работи, мислам дека овие лицемерните, малограѓаните, кои што се кажуваат за поштени, честни, а не се такви, имаат многу повеќе моќ, сила да расипат еден ученик, едно дете во школа, отколку што таа добрата надаскалка до неа има моќ тоа да го спречи со своето делување или да го поправи откако децата ќе се навикнат да следат погрешен пример. Да, имало и случаи други, поврзани со тие и седења со до касно, да кажеме, кај што доаѓале од ученици, незини, кај што тука на маса, додека они биле и со... Тоа мислам го зборале ученици, додека биле со љубавникот, па дојдете седнете со нас, тука љубавникот ги части, такви муабети. Скопски, фраерски приказни се тоа. Да. Инаку, у Приеска прочитав еден многу добар пост на една моја познаничка, која што е архитект. Слоганот дека Скопје се сеќава, демек денеска е јубилејот, катастрофалниот земјотрес за Скопје, 63-та на денешен ден. Оваа зграда во кај што живеам го има преживеано земјотресот, така да кажам, да се изразам. Ова е 61-а направена, 63-та го има преживеано потресот, иако од Карши партизанска е имало многу срушени згради, тука кај што поминувало таа трусната линија. И слоганот Скопје се сеќава, и оваа
познаничкава, архитект напишала Скопје за жал веќе не остана ништо во Скопје, на што скопјани да се сеќаваат, ниту пак останаа скопјани во градот. Едно што беше поразително што го прочитав од неа, од Сандра, тоа што напиша дека плановите, она што се ние за урбанистичко планирање проектите, дека преку 90% вика во Скопје се прават од луѓе кои што немаат никаква допирна точка со градот, кои што не се родени во овој град. И истакнува дека е многу битно кога урбанистички се планира некој дел од градот или поима неам реон, како сакате кажете го, дека е многу битна емотивната поврзаност на тој што учествува во правење на тој проект на планирање, неговата емотивна поврзаност со тој реон или со градот, значи да биде тука роден, да го чувствува Скопје, така да кажа. И тој податок го изнесе што е навистина фрапантен, дека преку 90% од тие урбанистички планови од кој Скопје главен град на независна држава се правени од луѓе кои што не се во Скопје, кои што не се од Скопје. Ова не е сега некоја приказна за локал патриотизам и такви глупости, него чисто ја цитирам еден податок, куриозитет од човек, жена која што е архитект и која што ги познава овие работи, која што има магистрирано тама архитектура и така натаму и така натаму. Да, за жал е така, во Скопје не остана повеќе никаков топоним за овие 30 од последниве, зборам само, не зборам за пред осамостојувањето на Македонија, но за време на овие 36 години, 35 години од осамостојувањето, се што беа релевантни, мислам, топоними на градот или се повеќе ги нема, не постојат, значи како објекти, како паркови, како не знам што. А тие ретки што имаат останато се тотално нефункционални и се претворени во рушевини, одлагалишта за шут и други болести и така натаму и така натаму. Во Скопје градежната мафија дивееше овие 36 години и тоа го гледаме сите. На сите кои што сме родени во Скопје ни се одмили сопствениот град, тоа не е само моje мислење, ова мислам дека го делат и други кои што се родени во овој град. Ако порано во она никаквото Скопје што го знаеме од 80-ти години, ни беше мерак да излеземе од дома, па и 90-ти, и да прошетаме, чисто да направиме пешки круг, да прошетаме по местата кај што сме излегувале, кај што сме ги истекнале, искусиле првите љубовни допири со станоци, она, кај што имаше такви, значи постоја такви места и добивавме желба да се прошетаме. Моја генерација Скопјани сигурно го делат моето чувство дека ние веќе со години ги немаме тие пориви, онака, пошто нема, ова што вика Сандра, нема на што да се сеќаш, не постојат више едноставно тие места. Ти ќе поминеш, ама таму има нешто друго. Или у најнесреќен случај ќе налеташ има таму на тоа место катна гаража, пример изградена. Кај што порано било парче, убаво клуп и па ти тука као се. Децит. Така што не знам што би можело да се направи, поготоа после ова последново невреме што беше, се виде дека колку е Скопје фактички ранлив град во урбанистичка смисла и дека само некоја виша сила може да не заштити утре, да не е место некој оркански ветар, да не помине некој торнадо од 400 км на сат и да ебе мајката, да не зборам за земјотрес. Па да се открие на она невреме што беше невреме, со само 130, со само велам 134 км на час, како време дое може да почнат да нас дуваат ветрови од 300-400 км на час. Значи велам само со ние 134, ако не се само километри на час, паднаа маските. Се виде на дело како некои кровови од ветрот беа отварани буквално како паштета, вака. Шк, шк. И тоаш нормално е да се јави страв дека си викаш тоа ако се случи, не да Боже, некоја поголема
природна непогода од она што беше пред неколку дена. Што правиме тогаш? Како тоа може да се регулира, кој тоа може да го регулира, на кој начин, на вистина ја немам одговор, ја не верувам дека и овие архитективе имаат одговор на тоа, што треба све да се направи. Очигледно е работата преголем замав има земен уште години порано, кога Скопје беше буквално предадено во раце на разни плячкашки банди кои што се криеа за името инвеститори, градежни и така натаму и така натаму. Ако нешто требаше барем да научиме од оној катастрофален земјата што беше 63-та, требаше да научиме како да бидеме солидарни, затоа што тогаш на вистина број не можеше да ги изброиш колку земји, колку држави влегоа да помагаат после тој катастрофален земјотрес. Доаѓаа на увид дури и председатели на големи држави лично доаѓаа, на суперсили, да видат каква е состојбата, што да ангажираат од својата армија, од својата човечки кадар во државата, од својот технички кадар во државата, од својот ваков кадар, логистика каква, за да пратат во Скопје како може најдобро да помогнат во обнова и изградба на срушениот град. Знаете дури во тоа време дека еден Никита Хрушчов дојде нели во Скопје, тогашниот председател на Советскиот сојуз, со Тито лично поминале и гледале последиците од земјотресот и знаеме како Русија, Советскиот сојуз и земји од источниот блок, колку помагаа тука, земји од капиталистичкиот блок, од Шведска, од Британија, од Франција, од Финска, од да не ги редам, Германија. Да, фино е да се сеќаваме нели на таа дата, ама мислам дека се подоцна, наместо да научиме лекцијата, се подоцна што правевме беше чиста спротивност на она што требаше да не научи тој катастрофален земјотрес. И очигледно ние не ја научивме лекцијата и дека ние со години кон Скопје, кон сопствениот град, тоест кон сопствениот град сме се однесувале со умислата дека нема да се случи втор пат. Ако се случило еднаш, па не значи дека ќе се случи втор пат, дај да ебеме мајката колку што можеме. Што овој град толку е силуван урбанистички да ја мислам дека нема сила која што може да го направи функционален, убав, со еден збор кажано. Ете тоа, па ако е сеќавањето за оние жртви кои што настрадаа 63-та во земјотресот, тогаш да се сетиме на нив. Секој од генерациите скопјани по земјотресот познаваат барем некој што бил близок на неговите или на неговите најблиски кој што страдал во тој земјотрес на овој или на оној начин. Така што да се надеваме дека барем во годините што се пред нас барем малце од малце ќе му го вратиме сјајот на овој град и ќе го направиме да се заличи на град. Ето тоа.